Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со денешните актуелности. $25 милиони евра се приходите кои македонските градежни компании ги оствариле во период од 2 години со изградба на капацитетите на странските инвеститори во тир зоните. Денес започна откупот на тутунот од типот јака. Откупните цени се од 14 до 275 денари за килограм. Денес тутунот во откупниот центар во Карбинци се плаќаше од 180 до 220 денари за килограм. Како да се зајакне пазарот со ориз во Македонија? Пред кочанските оризопроизводители денес се презентираа мерките на италијанската влада за поддршка на оризопроизводството. Почнуваме со статистика. 25 милиони евра се приходите кои македонските градежни компании ги оствариле во период од 2 години со изградба на капацитетите на странските инвеститори во технолошко-индустријските развојни зони, како и со изградбата на самите зони. Странските инвестиции имаат позитивно влијание во македонската економија, а заработката на градежните компании е само една од придобивките кои ќе продолжат и во наредниот период. Странските инвестиции влијаат и врз приходите на домашните компании кои се работуваат со нив, стои во владината анализа. Странските инвестиции имаат позитивно влијание во македонската економија, познато е нивното значајно влијание во зголемување на извозот од нашата земја, особено кон зголемување на извозот на производите кои што имаат поголема дополнителна вредност. Но она што е особено битно е дека странските инвестиции имаат позитивно влијание на домашната економија. За илустрација, само во последните 2 години македонските градежни компании во соработката со странските инвеститори во поглед на изградба на нивни капацитети, фабрики, погони, уредување на земјиште, имаат остварено сделки во вредност од 25 милиони евра, што навистина е добар податок кој што значи и поддршка на самите домашни компании. Имајќи во предвид дека во наредниот период имаме информации за влеси на нови странски инвеститори, може да изразиме еден сериозен оптимизам дека овој тренд кој што е позитивен ќе продолжи и во иднина, што ќе биде од битно значење за општиот економски раст на Република Македонија, за поддршка на профитабилноста на самите домашни градежни компании и особено битно за отварање на новите работни места. Собствениците на оранжери и други објекти за производство од денес може да почнат со подготвување на документацијата за откуп на земјоделското земјиште. Ова го предвидуваат измените и дополнувањата на Законот за продажба на државното земјоделско земјиште, кои од денес стапуваат на сила. Земјоделците задоволни од можноста да обезбедат имотен лист за земјиштето под оранжериите. Собствениците на оранжери и други објекти за производство денеска може да почнат со подготвување документација за откуп на земјоделско земјиште. Ова е предвидено со измените и дополнувањата на Законот за продажба на државното земјоделско земјиште, што и официјално стапија во сила. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадинов упати јавен повик до собствениците на оранжери и други објекти за примерна обработка на земјоделско земјиште, дека од денес па во наредните 60 дена собствениците и други стопански објекти треба да подготват елаборати за пренамена на статусот на земјиштето и да ги достават до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Од кога ќе се купи земјиштето, ќе може да се стави во функција на земјоделското производство, ќе може да го планираат и развојот, проширување на капацитетите до изградба на нови оранжери. Асоцијата на фармерите е задоволна од оваа владина мерка и ја поздравува. Про програмата ќе може да ги користиме средствата од Македонската банка за развој и поддршка, која има со 3% камата, и едноставно ова е иднина на македонското сточарство. Ќе можеме да ги реновираме нашите фарми, да ги модернизираме, со што ќе ја зголемиме и производството, и квалитетот, и квантитетот. И затоа оваа одлука е од животно значење за сточарството во Македонија. Со тоа собствениците ќе ги исполнат условите најмалку еднаш, а најмногу 3 пати да се јават на еден од јавните повици годишно, кои ќе ги објави Министерството за земјоделство.
Од денес почнува откупот на тутунот во регионот од типот Јака. Овогодинешниот род тутунарите го ценат како високо квалитетен и реагираат на пониската процена и класифицирање. Откупните цени годинава се движат од 14 до 275 денари за килограм. Денес тутунот во откупниот центар во Карбинци се плаќаше од 180 до 220 денари за килограм. Денес почна откупот на тутунот од годинашнава реколта. На двата пункта во општина Карбинци, 20 на производители со првите спакувани количества тутун. Откупот, како и секогаш, во знакот на незадоволство од проценката. Тутунарите сметаат дека за разлика од лани годинава произвеле тутун со подобар квалитет. Малце треба да се направи корекција на цените. 270 сега слушам била прва, ама не ја дават. А четворка 70 денара. Каде е математиката од прва до четврта? 200 денара разлика у цените. Тоа не е добро. Корекција на цените, испод 150 да нема, не мора да биде прва 270, нека биде 220, 200 денара двојка, тројка нека биде 180, ова нека биде 150. Да, сега прво. Село кое? Оđeli едно село има. Колку килограми донесу? Па 200 кило, ама нек не донесе, 200-400 кило, по 150 динара просто свајаќе. Ништо. А тутун екстра. Прва, он се трета дават. Дел од тутунарите овде дојдоа без тутун само да видат како ќе помине првиот ден од откупот. Се вратија со горчина поради, како што велат, ниската откупна цена. Како се викате? Јаков Нурден. Дојдовте само вака да видите. Само дојдев да го гледам како се откупува, што се работи. Имате тутун? Имаме. Има 500 кило тутунава. Ќе го донесете овде? Не. Зошто? Така ќе фрлимо тавора нека стое. Не сме задоволни. Не сме задоволни. Многу слаба ли цената? Слава дава цената. Но дали откупот е померка само на едните? Еве што за почетокот на откупот вели застапникот на тутунопроизводителите на еден од пунктовите во Карбинци. Првите мигове на откупот е добар и тутунот е квалитетен. Према ланската година многу ќе бидат позадоволителни производителите и така да рачунаме ги до крајот. Ено сега почнуваат од почетокот првата рака, подбир, ние што го викаме. И втора рака донесува трета, па цената се па добра одвива, негде се одвива од 180 до 220 иде, али кој ќе донесе целокупниот, ќе видиме тогаш, ќе се процене колку е просекот. Во Штипско-Карбинскиот регион се произведува тутун од типот Јака. Годинава во овој регион се очекува да бидат прифатени околу 170 тони тутун, најповеќе од тутунарите од плачковичките села. Остануваме со земјоделието. Како да се зајакне пазарот со ориз во Македонија со искуства од Италија, како најголем производител на ориз во Европската Унија? Кои се мерките за оваа земјоделска култура во Италија? Ова беше тема на денешната презентација пред кочанските оризопроизводители во организација на Министерството за земјоделство. Во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, во Кочани се одржа презентација на инструментот за јакнување на пазарот со ориз во Македонија, со искуство од Италија како најголем производител на ориз во Европската Унија. Пред присутните земјоделци од Кочанскиот оризопроизводен регион, италијанските искуства ги презентираше Марија Габриел, стручен соработник во Италијанското Министерство за земјоделство, која ги презентираше прописите, искуствата од терен, како и стандардите за квалитетен ориз баран на пазарите од Европската Унија. Скоро искуствата се добро, значи да има размена искуства, меѓутоа они ќе презентираат ето тоа со закони од Европската Унија. За среќа, тие се имплементирани више кај нас. Еве ако зборам за субвенционирање, они имат некаде субвенции 300 до 350 евра по единица хектар, значи површина. Ние имаме околу 50 евра, значи по 500 евра по хектар. А искуството на воднувањата, мислам дека таму е поскава водната заедница, препаратите се скоро исти. Добро да се разменат искуства, за да нема недоразбирање дека тука нешто не функционира. За жал мислам дека се кој што треба е се околу цената. Вика цената се движи и таму. Има ги различни картелски здруженија кои тука што се.
Проблем е пласманот на Оризонт. Арсов ја потенцираше заложбата на владата за новите стимулативни мерки за единица површина под Ориз, кои беа донесени деновиве и за кои, како што рече тој, се охрабрувачки и добродојдени за оризопроизводителите во државата. Таа мерка може да ги облаже малце последиците за еден месец, два. Ако не беше и таа мерка, мислам дека ќе беше лош ситуацијата. 2900 по единица хектар, значи по единица декар, и 29.000 по хектар, мислам тоа за поздрав. Презентацијата на искуствата од оризопроизводството во Италија ги следеа голем број земјоделци од повеќе населени места во Кочанскиот регион. Денес во Штип имаше јавна расправа по предлог буџетот на општината за идната година. Граѓани, невладени организации, политички партии ги доставија своите предлози за расходните ставки на буџетот идната година, кој е проектиран за на 916 милиони динари, за 9% поголем од овогодинешниот буџет. Предлог буџетот на општина Штип за 2016 година е за 9% поголем од претходно ребалансираниот буџет за 2015 година, односно изнесува 916 милиони денари, а основниот е 483 милиони денари и има зголемување за 21%. Исто така зголемување на буџетот има и во делот на капиталните инвестиции, а намалување за околу 40% има во делот на донациите. Проектираниот буџет во однос на претходната година е малку поголем во делот на капиталните инвестиции. Во вкупното учество на капиталните инвестиции во буџетот за 2016 година е 39%, што секако представува голем процент во однос на целокупниот буџет од масата која што треба да се реализира. Исто така малку зголемувањето на буџетот произлегува и од средствата кои што мора да ги планираме на делна отплата на главницата за кредитот од ЕБРД банка, кој се однесува за претходно земаниот кредит за јавното предпријатие ИСАР. Согласно законската обврска и заложбата за транспарентност во работењето, Општина Штип денес организираше јавна расправа по предлог буџетот за 2016 година, како и предлог програмите на јавното предпријатие Стипион, јавното предпријатие ИСАР, на која присуствуваа представници од локалната самоуправа, јавните предпријатија, граѓани и представници на урбаните заедници. Предлог проекти кои треба да се реализираат со буџетот за 2016 година доставија повеќе урбани заедници. Повеќето од барањата што ни беа минатата година се задоволително и успешно реализирани, па така се надеваме дека и оваа година сите споредни улички кои се дел од нашата урбана заедница ќе бидат направени, како и досегашното холтикултурно уредување во нашата урбана заедница, и се надеваме со сето тоа дека ќе го разубават нашиот град и ќе го направат поубаво место за живење. Значи, за ова урбана заедница бави постојат уште неколку улици, како што се Мара Минанева, треба да се поправи улицата, неколку други улички помали, мислам, во должина околу 20 метри, поставување на урбана опрема, клупи во долж улицата, мислам дека е на Лески, тротоари и така. Општината секоја година предвидува средства во буџетот за невладиниот сектор, но досега многу малку или не се доделуваат предвидените финансии. Свој предлог има и представниците од невладиниот сектор. Прво, општината да посвети повеќе внимание на планирањето на средства за здруженијата на граѓани и дистрибуцијата на средства. Не само да ги спланира, туку исто и да ги дистрибуира средствата до здруженијата. Понатаму треба веројатно да биде изработена една методологија за поквалитетна распределба на средства, како што сите здруженија би имале фер пристап до тие средства. Еве, ние како организација често работиме во таа проблематика и би можеле да помогнеме на општината да се изработи, заедно да изработиме на таква методологија која што ќе остане како трајна вредност понатаму и за другите здруженија. Буџетот на општината треба да биде изгласан на последната седница на Совет на општина Штип до крајот на месецот. Изградена е нова улица што ги поврзува населбите 2 и 3 реон во Делчево. Станува збор за крак на улицата и Линденска, а вкупната вредност на проектот изнесува 1.155.000 денари.
Нова улица добија жителите на 2 и 3 реон во Делчево. Станува збор за изградба на крак од улицата Илинденска, која ги поврзува двете населби во Делчево. Улицата е изработена од бекатон плочки со дебелина од 8 см и вградени улични рабници. Изграден е и канал за одведување на атмосферските води во должина од 60 метри и ограда за полесно движење на пешаците, бидејќи улицата има доста голем наклон. Долги години ја чекаа жителите оваа улица и сега задоволни што општината имаше слух за нивните барања. Таа улица едва се чекаше после толку години. Пошто некако, кој да го рече, тоа остана како слепо црево на таа улица. Може би повеќе, јас сум 55 години, до сега, како што гледам, добро е направено. Ако се продолжи и това да се споат тие кракове, за да не испадне црна улица у цело Делчево тука, многу убаво ќе биде. За скалата нема проблема, ма тоа е пат што нанос од вода што тече това онова, секој дека смете има кал и на скалата, деца минат од тука, стари луѓе минат. Сега со това што се е направило е многу убаво. Поврзува. Да, може од тука таксика дојде и таксито се плаши да дојде да заврати, разбираш, некои луѓе стари болни ќе ги остави на сред пате тамо, не може да си доат до дом. Сега е многу убаво тоа. Още по-убаво ќе биде и тој крак да се направи и тој крак. Иначе е се убаво. Мислам, доста чеках за да се направи. Това е многу чекање. И мака посебно деца на училище кои ќе одат, потешко спаѓат, потешко се качуват, така да мислам дека е супер. Овој проект се реализира со взаемна соработка на Општина Делчево и владата на Република Македонија, односно обезбедени се 500.000 денари од програмата Поддршка за имплементација на декадата и стратегија за ромите, а останатиот дел во висина од 655.220 денари се обезбедени од буџетот на Општина Делчево. Со инвестиција вредна 1 милион динари се инсталираше нов парен котел во основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово. Средствата за реализација на проектот во висина од околу 1 милион динари се обезбедени од буџетот на општина Берово преку наменските донации од МОН за основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски. Со инвестиција од околу 1 милион динари, обезбедени од буџетот на општина Берово преку наменските дотации од Министерството за образование и наука за основното училиште Дедо Илјо Малешевски, се инсталираше нов котел за парно грејење во ова општинско основно училиште во Берово. Парниот котел се инсталира поради потребата од нормално одвивање на наставата во услови на ниски температури, а неопходноста од набавката на нов парен котел е поради дотрајноста на стариот котел на нафта кој што е инсталиран пред 30 на години. Инсталација која го доведуваше во прашање затоплувањето во училишната зграда заради можноста од негово откажување поради дотрајност. Новиот котел е со номинална топлинска јачина од 1000 киловати, а системот на котелот на нафта е покренувачки систем на парното грејење во општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово, каде додатно има место за уште 3 парни котли на дрва. Советот на млади на општина Штип денес одржа состанок на кој одлучи да додели награди на талентирани средношколци. Втората година од работењето на Советот на млади во Штип поминува со омасовување на ова општинско тело и во подготовка на амбициозни проекти за идната година. Совет на млади донесе одлука кои средношколци ќе ја добијат најавуваната стипендија. Ова одлука денес беше разгледувана на 9-та седница. Станува збор за тројца ученици од средното општинско училиште Колене Хтенин, и тоа Христијан Симов, Бојана Манева и Стефанија Левкова. На седницата се дискутираше и за свечената седница која ќе се случи на 26 декември. На свечената седница ќе се говори и за идните проекти на Советот на млади. На оваа седница ќе го потенцираме нашиот труд и нашата работа во текот на целата година и како главна задача за идната година ќе биде акционен план кој ќе го изработуваме заедно со сите поддржувачи на Советот и сите млади кои што сакаат да се вклучат во работата на Советот. За таа цел отворена е понудата за учество на сите заинтересирани. Сакам да ги поканам сите млади и сите заинтересирани кои што биле дел од Советот на млади или сакаат да бидат дел од Советот на млади или да слушнат повише за програмата на Советот на млади, да дојдат на 26 во сабота. Свечената седница ќе започне во 12 часот и ќе се одржи во големата општинска сала. Досегашната бројка на членовите во Совет на млади е импозантна. Советот на млади започнал да функционира со 30-тина, а сега веќе брои околу 400 млади лица.
Основното музичко училиште Ристо Јуруков во Кочани годинава ја продолжува новогодишната традиција со 7 концерти на тема Подарок за вас. Овие концерти се ценат како највпечатлив музички настан во Кочани, а спектакуларни настапи се планираат и годинава во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Седумте изданија на новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, распоредени по 2 на 22, 23 и 24 декември и финалната вечер на 26 декември, се термините во кој кочанската и не само кочанската публика ќе може да го види музичкиот спектакл со наслов Подарок за вас, соопшти на денешната пресконференција директорката Бети Георгиева. Таа истакна дека подготовките се во завршна фаза и дека највпечатливиот музички настан во општината и годинава ќе донесе многу изненадувања кои ќе предонесе за незаборавни доживувања во салата на Центарот за култура Бели Мугри. Активностите околу овој настан веќе привршуваат, значи во завршна фаза се и веќе во текот на следната недела започнуваме со представите за училиштата и граѓаните. Како информација за граѓаните, вечерните представи ќе бидат на 24 и 25 декември, значи четврток и петок со почеток во 19 часот. Годинава задоволството да се биде дел од новогодишниот концерт, посетителите ќе ги чини 150 денари, наместо досегашните 100 денари. Цената на билетот за влез од ова година е 150 денари. Секоја година стремиме да бидеме подобри и подобри, нормално да оди во се во нагорна линија. Годинава концертот ќе биде под тема Подарок за вас. Така сметавме дека како 15 годишен настан во општината од страна на музичкото училиште, еве новогодишниот концерт го доживуваме годинава како подарок за сите оние кои што ќе бидат таму и ќе не проследат. Но посебна благодарност покрај локалната самоуправа сакам да искажам до компанијата Ината, која и годинава по трети пат се јавува како генерален спонзор на новогодишниот концерт. Деновиве со максимална сериозност и забрзано темпо вежбаат големиот и малиот хор, како и оркестарот, додека во салата на Бели Мугри се работи на сцената, која треба да го заокружи вкупниот впечаток во пресрет на новата 2016 година. Автобус со аргентински гранични патрули се превратил на мост во коритото на реката во северна провинција Салта, при што загинаа 43 полицајци, а 8 се повредени. Возилото се превратило откако му пукнала предната гума. Провинција Салта граничи со Боливија, Чили и Парагвај. Граничната безбедност стана жешка тема во Аргентина, откако земјата се покажа како дел од маршрутата користена за шверц на кокаин од Андаите до Европа, а исто така шверцерите на луѓе превезуваат и сириски бегалци во западна хемисфера. Американскиот председател Барак Обама сака да ја посети Куба пред крајот на својот втор председателски мандат, што изминува во јануари 2017 година. Тој смета дека тоа можеби нема да се случи доколку во Куба не биде постигнат реален напредок за прашањето на правата на човекот. Би сакал да заминам во посета на Куба, но треба да постојат реални услови за тоа, изјави Обама за Јаху. Во август, американскиот државен секретар Џон Кери ја посети Хавана за да присуствува на отворањето на американската амбасада. Сега Обама вели дека ќе ја следи ситуацијата со Куба во идните месеци. Ако видиме јасен напредок за прашањето на слободата на кубанците, јас со задоволство ќе заминам таму за да го истакнам тој процес, изјави Обама. Чешка ќе прифати 153 христијански бегалци од Ирак кои ги напуштиле своите домови во областите кои се под контрола на екстремната сунитска организација Исламска држава. Чешкиот председател, кој од почетокот на бегалската криза ја истакнува заканата од инфилтрирање на исламистичките милитанти со ретките бегалци на европскиот континент, уште во јули изјави дека перифира христијански бегалци кои се многу малку во масата муслимани кои преку југоисточна Европа се движат кон северот од континентот. Оваа земја со 10,5 милиони жители примила до крајот на октомври 1245 барања за азил и одобрила заштита за 52 лица, според податоците на Чешкото министерство за внатрешни работи.
Кикбокс клубот Гладиатор од Штип изминатиот викенд учествуваше на Европскиот куп Кроација 2015, кој се одржа во Загреб, Хрватска. На овој турнир учество зедоа 5 надпреварувачи, односно освоија 3 сребрени и 2 бронзени медали во конкуренција на кадети и јуниори. Сребрени медали освоија Викторија Варадинова, која во борбата за златен медал изгуби на поени од Амина Шехик од Босна и Херцеговина. Младиот Ѓоше Ѓошев се закити со сребро и Стефан Сандев, кој за прв пат се надпреваруваше и постигна одличен успех. На овој турнир освоив сребро, имав 2 борби, едната е победив, на борбата за злато изгубив, имав многу јак противник и очекувам во наредниот да му вратам на противник. Од каде беше противникот и тешка ли беше борбата? Противникот беше од Хрватска и беше навистина тешка борба. Беше многу поискусен од мене, побрз, повисок, меѓутоа тоа е тоа. Тренирам во кикбокс клубот Гладиатор 3 години. Јовна, ти се надпреваруваше во Хрватска. Каква беше борбата? Изгубив од Дженета Љубљановиќ. Борбата беше тешка. Така, значи сега се вративте, што е следно, на што ќе се посветиш? На меѓународниот турнир во Карловец. Јас сум Ѓоше Ѓошев, тренер во клубот Гладиатор Штип. Така, Ѓоше, ти беше еден од учесниците кој што се надпреваруваше во Хрватска. Кои беа резултатите кои ги постигна таму? Имав една борба и изгубив од Степниот Седак на категорија од минус 47 кг и го земав второто место. На купот во Загреб учество земаа 550 спортисти од 8 земји и 77 клубови. Од Македонската кикбоксинг федерација велат дека годината ја завршиле со успех како што и ја започнале. Во возбудлив натпревар кој се одигра во спортската сала во Македонска Каменица, младенците на баскет кам до 16 годишна возраст славеа во дуелот со Фен Индустри со 75-58. Домакините во текот на целиот натпревар го имаа под контрола мечот, а гостите се што успеаа да направат е да си заминат од Македонска Каменица со достоен пораз. Во оваа категорија тимот од Македонска Каменица се наоѓа во врвот на табелата, а тренерот на екипата Горан Даниловски очекува така да остане и до крајот на натпреварувањето. Се игра дерби надпревар со екипата на Фени од Кавадарци. Во кои категории се натпреварувате? М16, М14 мажи и М16 девојчи. Моментално сме во врвот во трите генерации. Очекуваме добар пласман до крајот на оваа година. Колку вкупно дечи има во вашата екипа во сите категории? Во сите категории повеќе од 150 дечи. Во женска конкуренција пак до 14 години кошаркарките на баскет кам својот следен натпревар го играат на 19 декември во спортската сала во Македонска Каменица. Во женска конкуренција пак до 16 години тимот на баскет кам Рудник Саса следниот натпревар ќе го играат на 19 декември. Исто така во спортската сала во Македонска Каменица тие ќе го пречекаат тимот на Бадел. По победата над Фени пак младенците до 16 години следниот натпревар го играат против тимот на Јуниор Скопје на гости. Во рамки на 8-то коло од првата македонска лига во кошарка, кошаркарскиот клуб Клубск ја забележа и петата победа, со која се наоѓа на делба на втората позиција на женската првенствена табела. Ова беше нерамноправен дуел каде тимот од Кавадарци во ниту еден момент не можеше да се спротистави на подобрите, поискусните кошаркарки од Делчево. Ова најдобро се гледа по резултатот на првото полувреме, кој гласаше 52:0 за домашната екипа. Најдобар поединец кај домашната екипа беше репрезентативката Ванеса Василевска со постигнати 24 поени, од кои 20 во првиот дел. 18 годишните Стефанија Костадинова и Ангела Ставрова кои дадоа по 17 и 16 поени, додека искусната Елеонора Георгиева Атанасова постигна 12. Она што е интересно е тоа што кај домашните кошаркарки речиси сите кошаркарки се запишаа во листата на стрелците. Во следното коло, женскиот кошаркарски клуб Клубски ќе игра дерби надпревар со кошаркарскиот клуб Лотос во Скопје, додека на 26 декември во Делчево ќе се одигра дербито со првопласираниот тим, женскиот кошаркарски клуб Бадел. Ова е се во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Довидување до 20 часа терминот за вториот дневник. Пријатно попладне.